Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охридскиот градски совет ги бајпасира ограничувањата од планот за управување со Охридскиот регион во делот на изградба на фотоволтаични електрани. Изгласан годишниот план за вработување во јавното претпријатие Билјанини извори за 2023 година. Ништо од најавата за ставање во функција на дел од автопатот Кичево-Охрид до август годинава. Донација за првачињата од семејствата во социјален ризик организирана од Црвен крст Охрид. Повторно дел од македонски просветители се затвора за сообраќај. Со најавените и со останатите содржини во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по студеното утро, во текот на денот имавме сончево и топло време со дневна температура која што беше во пораст до максимални 25 степени. Во текот на ноќта, среда кон четврток, ќе преовладува претежно ведро време со локална облачност и свежо со благ пораст на температурите. Во четврток, во поголем дел од Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Локално во западна и југоисточна Европа ќе превладува претежно сончево време со локална облачност. Утре на Балканскиот полуостров ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст и ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во северните предели нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 24 до 33 степени. Во Македонија во четврток претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со пораст на температурите. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 7 до 17 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 27, односно до 35 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната до 28. Во петок претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со максимални 29 степени. Во сабота и недела умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо со пат на температурите. Минималната температура од 16, односно 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24, односно до 20 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Есенција 20%, 250 мл, 45 денари. Мама Сајвар 550 грама, 259 денари. Коро оцет 9%, 1 литар, 29 денари. Крупна сол 14 денари. Цвекло 720 мл, 39 денари. Алора корнишони 2,5 кг, 149 денари.
Подравка корнишони 670 грама 59 денари. Подравка феферони 630 грама 55 денари. Пазарете со мерак, ваши ниса маркети. Доктор Танжу Шашко, Dent in Aesthetics, вработува доктор стоматолог за работа во општа стоматологија. Работно време од 10 до 17 часот, од понеделник до петок. За сите останати услови, јавете се на телефон 046 25 71 50 и 070 24 90 91. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Инвеститори кои сакаат да вложуваат во изградба на фотоволтаични електрани во Охридско се откажуваат од намерата поради ограничување од планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион. Денеска советниците изгласаа одлука со која од планот се изземаат парцели во опфат на урбанистички план на кој би се поставувале фотоволтаични системи. Со тоа општина Охрид ке фати чекор со остатокот од државата каде по 2019 година со измените на Законот за енергетика се изградија стотици фотоволтаични електрани. Инвеститори од државава и од странство се заинтересирани за вложување во фотоволтаични електрани во Охридско, но се откажуваат поради ограничување од планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион. Според планот, урбанизацијата на просторот во опфат на урбанистички план е ограничена на 40% искористеност од вкупната површина на парцелата, што ја прави инвестицијата во фотоволтаични системи економски неисплатлива. Поради тоа, Советот на општина Охрид на денешната седница усвои одлука со која парцели на кои би се поставувале фотонапонски панели се изземаат од одредбата на планот за управување со Охридскиот регион. Ние имавме случај кога заинтересирани странки се јавуваат со информација дали за 10 хектари ќе се применува планот за УНЕСКО. Тоа што значи, ако инвеститорот купи 100.000 метри квадратни, само на 40.000 може да постави фотонапонски панели. На 60.000 метри квадратни не може ништо, тука останува, тука се замрзнува. Значи тука економската исплатливост на инвеститорите не ја гледаат бенефитот. Ова е пречка што ги спречува инвеститорија. Поднесени се неколку иницијативи, една мислам дека се откажа, втората ја имаат поднесено, меѓутоа кој ќе одобриме, кој ќе разберат дека можат само на 40% од површината на парцелата да постават фотонапонски панели, верувам дека и тие ќе се откажат. Со Законот за енергетика од 2018 година и измените од 2019 се овозможи и во државава по европски терк физички и правни лица да можат да учествуваат на пазарот за енергетика. Таа можност до денес ја искористија голем број инвеститори, при што во Македонија се изградија околу 200 фотоволтаични електрани. Охрид во услови кога енергетската криза притиска се посилно, заостанува зад многу општини кои ги зафати фотоволтаична треска. Иначе, ево за споредба една во Ослом е најблиско и кај нас 10 хектари задоволува потреба и потрошувачка за 2800 фамилии. Тоа значи од 10 до 12.000 жители би било. А кај нас, за жал, засега нема ниту една инвестиција таква. Со денешната одлука на Советот, постапките за изградба на фотоволтаични електрани во Охридскиот регион, како и во остатокот од државава, ќе се регулира со Законот за урбанистичко планирање, каде се предвидени условите и видот на земјиште на кои може да се поставуваат вакви фотонапонски постројки. За Охридскиот регион, секој поединечен предмет во тек на постапката, покрај од другите институции согласно законот, ќе треба да добие позитивно мислење и од Националната комисија на УНЕСКО во Скопје. На денешната седница помина годишниот план за вработување на јавното предпријатие Билјанини извори за 2023 година. Планот предвидува 14 работни места, на што реагираше координаторката на опозицијата.
Плановите за вработување во јавните предпријатија во услови на криза да бидат поскромни. Директорот на јавното предпријатие со објаснување дека не станува збор за нови вработувања. Мнозинството во Советот денеска даде согласност на планот за вработување на јавното предпријатие Билјанин извори за 2023 година. Годишните планови за вработување во јавните предпријатија и општината скоро никогаш не поминуваат без дискусија на Совет, па така беше и овој пат. Координаторката на советничката група на СДСМ посочи дека планот за вработување во јавното предпријатие во услови на економска и енергетска криза би требало да е поскромен. Имено во планот за вработување за 2023 година предвидено е само едно упразнување на работно место по законски основ, односно заминување во пензија, и предвидени се 14 нови вработувања, од кои 20 раководители, а останатите се контролори на паркинг, па координатори на контролорите на паркинг, па поставувачи на блокади на паркинг и слично. Јас верувам дека во рамките на самото јавно предпријатие имате луѓе кои што барем некои од тие работни места може да ги потполнат со интерни огласи, а не да се објавуваат нови огласи и да се зголемува бројот на вработени во предпријатието. Планот за вработување предвидува 14 работни места, но станува збор за лица кои веќе со години се работно ангажирани со договор на дело, делот кои се со нерешен статус и по 10 години, кажа Теодор Антоновски, директор на јавното предпријатие Билјанин извори. Додаде дека тие работни места се предвидуваат во планот за доколку има можност да им се реши работниот статус на тие луѓе. Значи, немаме нови вработувања и не планираме нови вработувања. Во однос на раководителите, за овие две места се работи за места кои што се испразнети по сила на закон, бидејќи вработените имале рок од 7 години да завршат високо образование, не завршиле и по сила на закон тие веќе не се раководители. И ние мора да ги предвидиме во планот за вработување за да ни останат како работни места. Во однос на другите вработувања, тие се работи за работници. Значи не се работи нити за администрација, нити за некои дополнителни оптеретувања. И имаме вработувања, тројца вработени во службата ПАЈАК. Директорот на Билјанин извори додаде дека и да сакаат не можат да најдат нови работници, бидејќи никој не се нафаќал да работи за плата од 18.000 денари, при што во иднина јавните предпријатија ќе се соочат со проблем за работници кои би имале минимален доход. На 16-тата седница на Советот, советниците ги изгласаа сите 42 точки на дневен ред. Советниците дадоа можност за формирање групи во детската градинка Јасна Ристевска со поголем број деца од законски утврдениот број, зависно од потребите и барањата на родителите. Беа изгласани и предлог одлуките за разрешување и именување членови на управниот и надзорниот одбор на градинката. Беа изгласани и предлог одлуките кои беа на дневен ред од урбанистичката сфера. Советниците дадоа зелено светло за предлог одлуките за донесување на план за парцелација од урбанистички проект со план за парцелација за поместување на границата на неколку градежни парцели поради неусогласеност на градежната со катастарската парцела и за 30 на легализации на бесправно изградени објекти во Долно Лакочере и во Рамне, во Коњско, во Пештани, во Трпеца, Љубаништа, Велесто, во Косел, Лескоец, катастарските општини Охрид 3 и Охрид 4. Доцни изградбата на патиштата во југозападниот регион на земјава. Не е ставен во функција делот од автопатот Кичево Охрид кај село Требеништа кој беше најавен за август годинава. Од Министерството за транспорт велат ги завршиле сите потребни постапки, но изведувачот доцни. Иста е состојбата и на патниот правец од Извор до Дебар. Оваа делница требаше да биде завршена во 2015-тата, но градежните работи и таму доцнат. Доцни изградбата на патиштата во југозападниот регион во земјава. Се уште не е пуштен во употреба делот од автопатот Охрид Кичево, трасата Требеништа Подмолје, која требаше да биде готова во август годинава. Изминува и септември, но градежните работи не се интензивни. Од Министерството за транспорт велат ги завршиле сите потребни постапки, но изведувачот доцни. Сите постапки на секцијата 5 се завршени од страна на Министерството за транспорт и врски. Останува изведувачот да ги реализира градежните
работи според динамичкиот план. Изградбата на автопатската делница Охрид-Кичево останува приоритет и Министерството заедно со јавните претпријатија се во постојана координација со изведувачите и надзорот заради побрзо завршување, информираат од Министерството за транспорт и врски. Од јавното претпријатие за државни патишта велат на делот Требиништа Понмолје останале само уште 2 неасфалтирани километри. До овој момент се пробиени околу 90% од целата траса, а процентот на реализација на работите на делот кај Требиништа Понмолје е 75%, односно остануваат уште 2 километри. Имаше оправдани причини кои успорија работата, но со моментално засилено темпо на работа се очекува забрзување на процесот, велат од јавното претпријатие за државни патишта. Иста е состојбата и на патниот правец од извор до Дебар. Оваа делница требаше да биде завршена во 2015 година, но градежните работи и таму доцнат. Овој дел овде ни одзеде доста време, пошто е многу длабоко и го миниравме, може 5-6 пати е минирано на етажи, за да стигнеме до посакувана нивелета, така да овде, конкретно, директно, само тука се задржавте може би 1 месец сигурно. Автопатот Охрид-Кичево е клучната делница која ги поврзува двата туристички центри во земјава. Изградбата започна во 2014 година. Според планот требаше да заврши во 2018. Градежните активности на улицата македонски просветители кои беа ставени во мирување продолжуваат, информираат од општина Охрид. За време на градежните активности на потекот ќе важи времен сообраќајен режим. Улицата Македонски просветители се затвора за сообраќај на потек од крстосницата со булеварот Туристичка до крстосницата со улицата Димитар Влахов, а сообраќајот се пренасочува по околната улична мрежа, при што истиот ќе се одвива согласно време поставената сообраќајна сигнализација, информираат од локалната самоуправа. 50 првачиња од основните охридски училишта опремени со рамци и училишни комплети во рамки на донацијата Даруваме радост за првачињата организирана од Црвен крст од Охрид, годинава поддржана од компанијата ПН Метал. Даруваме радост на првачиња е донација која ја организира Црвен крст Охрид веќе 4-та година поред во рамки на своите хуманитарни активности и соработка со корпоративниот сектор. Годинава ПН Метал како општествено одговорна компанија даде одличен пример, вели Ранко Раткошиновски од Црвен крст Охрид. Тие донира целосен училишен прибор кој што се состои од нови училишни ранци, работни материјали и спортска маичка за сите за прводеленчињата кои што потекнуваат од семејства на социјално ранливи категорија. Со оваа донација ќе бидат опфатени 50 дечиња од сите училишта на територијата на општина Охрид. Денеска во основното училиште Братство единство во Охрид беа поделени 19 комплети, а директорот Мехмет Джемал се заблагодари за донацијата. Оваа донација се надевам дека ќе се постигне целта бидејќи ќе ги израдува најмалата категорија на наши ученици. Тие се 6-годишни деца чија насмевка е непроценлива. Мислам дека најблагодарно е да израдуваш едно дете од 6 години. А оваа мала донација исто така ќе биде голема помош за одредена категорија на ученици кои што се надевам дека утре ќе бидат успешни граѓани на нашата држава. Представник на компанијата која ги донира овие училишни комплети вели дека постојано се присутни и донираат во рамки на своите можности. Во име на сопственикот на фирмата ПН Метал, во името на вработените на ПН Метал и екипата која ше поврзана со самата компанија, ми представува големо задоволство, значи да ги дадеме овие поклони за дечињата, посебно за она категорија на деца на која што многу им значи, и да се трудиме и понатака, значи да бидеме и со општината и со луѓето на кои што им е потребна ваква помош. Од Црвен крст Охрид апелираат и до останатите успешни компании кои сакаат да помогнат на некаков начин, дека можат да ја искористат нивната база на податоци во која се запишани над 500 социјално загрозени семејства на кои им е потребна помош. Следуваат вестите од светот.
Светските лидери повикаа на итен прекин на непријателствата меѓу Ерменија и Азербеџан, откако речиси стотици војници беа убиени во најсмртоносните судири меѓу двата кавказски соседа од крајот на војната во 2020 година за отцепениот регион Нагорно Карабах. Министерството за одбрана на Азербеџан на 13 септември соопшти дека загубило 50 војници во судирите, а Ерменија соопшти дека најмалку 49 нејзини војници биле убиени во последното разорување на насилството во регионот, што ги натера САД, Русија и Обединетите нации да ги повикаат двете страни да ги прекинат борбите. Меѓутоа, рано денеска Министерството за одбрана на Ерменија го обвини Азербеџан дека го продолжил гранатирањето. 5 лица загинаа, 14 се повредени денес при уривање на 4 катница во Аман, објавија јорданските власти нов биланс на несреќата. Зградата се урна во стамбен кварт Џабал Ал Вейб Дех во центарот на Аман, Јордан. Спасвачките екипи продолжуваат со потрагата по луѓе под урнатините. Зградата се урнала бидејќи била стара и дотраена, изјави за локалната телевизија вице-премиерот и министер за локална администрација Тауфик Кришан, додавајќи дека властите ја испитуваат состојбата на соседните згради. Премиерот Бишар Ал Касавне, придружуван од неколку министри, го посетил местото на несреќата. Станува збор за Боемски кварт и се смета за еден од најстарите во Аман, популарен меѓу странците и познат по својата жива културна сцена. Климатските промени би можели да имаат разорен ефект врз животите на милиони луѓе во источниот Медитеран и Блискиот Исток, каде температурите се зголемуваат двојно побрзо од глобалниот просек, предупредуваат научниците. Во таа област температурите би можели да се зголемат за дури 5 степени Целзиусови до крајот на векот, се наведува во заедничкиот извештај на Кипарскиот институт и Институтот за климатски и атмосферски истражувања Макс Планк. За источниот Медитеран и Блискиот Исток се предвидува речиси двојно поголем порост на температурата отколку во другите населени делови на светот. Извештајот ќе биде представен на климатската конференција на Обединетите нации во ноември во Египет. Комбинацијата од помалку врнежи и порост на температурите ќе предизвика сериозни суши и ќе ги загрози сигурните резерви на храна и вода. Покрај тоа, многу земји нема да бидат подготвени за покачување на нивото на морето, предупредуваат научниците. Светлата на Ейфеловата кула најскоро ќе бидат исклучени повеќе од 1 час порано во текот на ноќта со цел да се заштеди електрична енергија, најави денес градоначалничката на Париз Ани Идалго. Идалго рече дека иконската кула, која вообичаено е осветлена до 1 час од пополноќ, е само еден од градските споменици и општинските згради кои ќе бидат испратени во темнина порано во вечерните часови, додека се соочува француската престолнина како и остатокот од Франција и Европа со ризици од недостиг на електрична енергија. Светлата на Ейфеловата кула ќе бидат исклучени по заминувањето на последниот посетител во 23 часот и 45 минути, почнувајќи од 23 септември, објасни Идалго. Другите знаменитости под раководство на градот, како кулата Сен-Жак и градското собрание, ќе бидат исклучени во 22 часот. Тоа е символичен, но важен чекор според градоначалникот Идалго, кој ги отфрла критиките дека париските власти би можеле да направат повеќе за да намалат потрошувачката на енергија за 10%, цел која ја постави председателот Макрон во јули како дел од националниот план за заштеда на енергија. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата, пријатно.